дали има можност за продолжување на субвенционираниот превоз и во понатамошниот период, бидејќи голем дел од граѓаните, посебно од околината и руралните средини, се навистина задоволни од тој превоз? Јас се согласувам со вас, и вчера анкетата што ја гледаме, која што беше многу сериозно направена од NDI, а мислам дека анкетарска куќа беше Market Vision, на 1055 испитаници, теренска анкета работена крај на јануар, февруари, март, завршена 2026 година. Ова година покажува дека таа е една од најприфатените мерки од страна на граѓаните, но секако разбирливо е наоѓаат граѓаните некои одредени технички забелешки во дел на информираност. Особено и општина Куманово ќе се води по тоа анкета не само по однос на јавниот превоз, туку на сите, и благодарност на Ири што ни овозможија да една таква скапа анкета, која што би ја нарекол повеќе студија, која што не опаќа само мерење на политички рейтинзи, првенствено на политички партии, туку задоволство, незадоволство, конкретно таргет групи, ќе ја користи за корекција во делот на своите пропусти во иднина. Значи, јас сум за оваа мерка, и дали истата мерка ќе продолжи во делот на јавниот превоз, не зависи од мене, поштувани советници, зависи од вас. Ако донесете одлука на совет, истата мерка ќе продолжи. Кога излегов со оваа мерка, некаде пред 3,5 години, пред Советот на општина Куманово, истата мерка беше донесена со политички консензус на сите политички чинители во Советот. И доколку постои таков политички консензус, јас сум подготвен истата мерка да продолжи на ваков начин или пак модифицирана во деловите каде што покажа одредени аномалии. Доколку не донесете мерка, јас само го извршувам буџетот и ќе ја почитувам вашата одлука.